Сонот што мора да биде протолкуван. Руми. Ова место е сон. Само спијачот го смета за вистина. Смртта настапува како зора и се будиш смеејќи му се на она што си го сметал за своја несреќа. Меѓутоа, во случајот на сонов има разлика. Се она свирепо и несвесно што е направено во привидот на појавниот свет, сето тоа исчезнува при смртното будење. Останува и мора да биде протолкувано. Секое злорадосно исмевање, секоја нагла, похотна желба, скинатата облека на Јосиф, сето тоа стануваат лоши волци со кои ќе мораш да се соочиш. Одмаздата која понекогаш те снаоѓа, брзиот повратен удар, представува детска игра во споредба со она што те чека. Овде ти е познат сунетот. Таму се врши целосно скопување. А ова несигурно време во кое живееме, еве на што личи. Човек оди на спиење во градот, каде го поминал сиот живот, и сонува дека живее во друг град. Во сонот, тој не се сеќава на градот во кој спие во својот кревет. Уверен е во реалноста на сонуваниот град. Светот е таков вид сон. Прашината на многу срушени градови паѓа по нас како дремеш на заборавот, но ние сме постари од тие градови. Почнуваме како минерал, се издигнуваме во растителниот свет, па во животинска состојба и потоа стануваме човек. И постојано ги забораваме своите претходни состојби, освен во рана пролет, кога помалку си припомнуваме дека пак сме озелениле. Така младиот човек ја насетува потребата од учител. Така бебето се прилепува до дојката. Без посветеност во тајната на својата желба, па сепак спонтано се насочува и ја менува положбата. Човечкиот род е воден преку еволуцијата, низ таа селидба на моќта за согледување. И иако се чини дека сме заспале, постои одредена внатрешна будност, која го насочува сонот, и таа конечно ќе не повлече назад кон вистината за тоа кои сме.